Директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев преку брадест посредник на месечно ниво изнудувал пари од фирмата Диамет за нормално да течат исплатите од државата за услугите за диализа, објави порталот Плюс Инфо. Засегнатата изрекетирана странка редовно, уредно на месечно ниво исплатила пари под притисок за нормално течат исплатите од здравствената каса за услугите за диализа. Странката изјавила дека морала да платя рекет за да не им се случи црно сценарио, што наводно Ден Дончев им го најавувал преку посредник. Зборуваме за пари кои завршувале во нечи джеб за редовни исплати, при што како посредник се јавувал човекот со брада. Неофицијално дознавам дека засегнатата странка го посочила и идентитетот на човекот со брада, изјавувајќи дека станува збор за влијателно свештено лице, кое често може да се види во високи кругови на естаблишментот. Пишува новинарот Бранко Геровски, кој првично објави за аферата Рекет 2. Тој коментира и премиерот Заев, кој откако јавното обвинителство отвори предмет за случајот, застана во одбрана на директорот Дончев. Не смее да се меша во истраги и судски постапки, како и оти не смее однапред да предвидува исход на истите, бидејќи со најавата оти замрзнатите 11 милиони евра на сметките на македонската компанија Диамет, легално заработени од продажбата на бизнисот со диализа на шведски Диаверум, ќе се впишат во фамозниот бројчаник поставен среде Скопје, како вратени пари. Ги спомна Кутриот Заев во надеж некого да убеди дека токму тие пари ќе го придвижат бројчаникот, кој никогаш и не проработе, чи механизам одамна заорѓа на општо разочарување на народот, на кого му беа ветени правда и мир. И секе беше во ред со таа изјава, а истовремено и ништо немаше да биде во ред, колку Заев беше обвинител, истражител или Шерлок Холмс. Но Заев нема право да коментира истражната постапка за овој случај, а камоли да го преудицира нејзиниот исход. За аферата Рекет 2 јавноста дозна откако Вера Иванова, бизнисменка која го продаде Диамет, поднесе кривична пријава против Дончев и Филипч, а подоцна и против Зоран Милески Кичеец, кој е осумничен и во Рекет заедно со Боки 13 и Катица Јанева. Јавното обвинителство се уште истражува дали Дончев и Филипче направиле злоупотреба на службената положба и дали со своите постапки ја оштетиле Иванова со цел да извлечат лична корист од самата сделка.